да се будам рано, да се осеќам наспано и една добра кола доле да го тресе асфалтот. Здраво на сите и добродојавте луѓе во новото видео. Денеска сакам да зборувам во врска со мене кој сум јас, што сум правил претходно и зашто започнам да снимам на YouTube влогови видеа, ќе ви се објасни видео. Не! Да! Не! Да! 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 Пред да започнам да снимам влогови се бавев со музика 2-3 години можда. Имам извадено преку 15 студиски песни и 3 или 4 спота, значи. После тоа ми скочија други работи, не можев да идам до студио, да вадам песни цело време, значи све тоа, па решив да започнам влог. Од секогаш сум сакал да правам нешто во врска со YouTube, дали ќе вадам песни, дали ќе снимам пранкови, дали ќе снимам влогови, дали ќе снимам игри, секакви работи. Секогаш сум сакал нешто да направам со YouTube. Исто така имам повеќе ченели кои што сум ги користил претходно, не сум знаел зошто сум ги користил тие ченели. Исто така имам ченел двојна комбинација или нешто субскрайбери, околу 1 милион гледаност на ченелот, али тоа е поради нашите песни од друг артист кои што биле претходно избришани. Последна песна која што извадив беше Круна Д, сменив екипата, значи групата, и започнав група со мојата девојка Нина, значи и Круна Д беше као Кру, Нина and Дончо, исто така ова значи, да. Таа ни беше, значи, првата песна која што снимавме заедно, можете да ја најдете, се вика Скопје. Во врска со овој ченел, значи се трудам секој ден да вадам видеа и се трудам ченелот да го кренам на некое подобро ниво. Друго што сакам да кажам, значи се мислев дали да снимам игри на мојот ченел или да снимам влогови. Но се одлучив за влогови, некои интересни видеа онака што ќе ми текнат да ги снимам. Заробен јас, многу добро знам како е и нема касно е. Иако се ме бута надоле, не дозволувам да бидам заробен јас, многу добро знам како е и нема касно е. Да, сакам да ви кажам дека и Нина ќе вади на мојот ченел видеа како пее поради тоа што пее убаво. И така еднаш неделно ќе вади она видеа. Тоа пред се, тоа Дамил Палјач и тоа во врска со македонскиот YouTube сакам да кажам дека има доста јутубери и нека не се лутат тие кои што не се успешни или имаат дислайкови, туку нека се потрудат повеќе поради тоа што не можеме да кажеме дека мене ми ставаат дислайкови на моите видеа, јас не сум добар. Ти не си се потрудил доволно и затоа имаш. Отвори другите видеа, ќе видиш дека луѓето сакаат квалитет до некое ниво. Најдобро ќе биде ние сите да се потрудиме и да не се хейтаме, туку да помагаме на новите јутубери кои што ќе влезат, да се развијат и нормално да го кренеме нашата држава со YouTube, како што во последно време добро ни оди. Ова сум јас и субскрајбнете на овој канал, ќе има добри видеа, помогнете да се развие. Ја лично се трудам со многу малку помош да го искренам мојот ченел од 45 субскрайбери, да речем. Тоа е тоа, луѓе. Поздрав, се гледаме во ново видео.